Овие резултати или оценки кои што ги дадоа студентите на прашања за тоа каков живот живеат во студентските домови се практично потврда на сите оние анкети кои што ги имаме гледано во минатото, а тоа е дека можеби на сите анкети повеќе од 2/3 од младите луѓе не смета дека било што во Република Македонија може да биде променето, односно најкратко кажано, најголем дел од младите луѓе или да речеси 2/3 смета дека во Република Македонија невозможно е да било што се промени, односно дека сите влади изминатите 30 години биле исти и дека сите влади во иднина практично би биле исти. Овие вакви настани или овие јавни дебати кои ги организира Клубот за млади пратеници во соработка со Министерството од владата се многу добра прилика да им докажеме на младите луѓе баш дека не се сите исти. Зошто? Бидејќи овие јавни дебати се одлична можност да видиме прво докаде сме, а потоа каде сакаме да стигнеме како држава, како Република Македонија во однос на младинскиот стандард и младинските прашања. Јас изминатите 4-5 години, а особено во предизборието, бев еден од луѓето од ВМРО ДПМН кој што најмногу ги третираше прашањата кои ги тангираат младите луѓе, најмногу зборував и за проблемите во студентските домови, и за студентските стипендии, и за субвенционираниот студентски оброк, и за сите недостатоци кои што постојат во овој дел од младинските политики кои ги спроведува државата, и овие резултати само ми го потврдија тоа, но исто така бев човек кој што не само што ги детектираше овие проблеми и ги комуницираше со македонската јавност, туку бев и човекот кој што најмногу промовираше и пропагираше дека токму поддршката за ВМРО ДПМН на последните избори ќе значи менување на овие работи. И со гордост можам да констатирам дека владата, овде имаме двајца министри, на некој начин владата, мене лично еве барем, ми го обели образот, бидејќи докажавме дека не биле сите исти, поминати се не повеќе од 150 денови од како е избрана новата влада предводена од ВМРО ДПМН, веќе имаме сериозни промени. Прво, отворено разговараме за проблемите. Второ, владата се среќава со младинските представници и студентските организации и разговара со нив на реална основа, не паушална основа, како што се правеше тоа во минатото. Трето, 7 години изборувавме за студентски домови, не се поминати ни 150 дена, веќе 2 од нив се реновираат и во текот на наредната година би биле пуштени во употреба. И сега правиме планови на овие вакви јавни дебати како ќе се однесува владата на Република Македонија во однос на младинските политики во иднина, и овде во оваа сала имаат прилика да бидат присутни сите млади луѓе кои што за тоа имаат пројавено интерес да даваат свое мислење, да дебатираат, да ги вкрстуваат своите ставови и со представниците на владата и со представниците на собранието и заедно во иднина да креираме подобри решенија. Јас сакам да кажам дека од есенцијална важност е на младите луѓе прво да им ја влееме вербата дека може да биде подобро. Како влада мислам дека новата влада предводена од ВМРО ДПМН е на одличен пат, но одговорноста за тоа дали младите луѓе ќе го променат своето размислување дека може поинаку и дека Република Македонија може да биде мајка на своите млади, одговорноста ја имаме сите, и пратениците, и законодавната власт, и младинските представници. Сите мораме да се однесуваме многу одговорно во целиот овој период кој што следи, бидејќи имаме навистина многу тешка историска задача, бидејќи конечно дојбивме влада која што има расположение, има слух и има намера да ги решава овие работи. И мислам дека сите млади луѓе, и млади пратеници, и млади како поединци, и студентски организации, и средношколски организации, и невладен сектор треба многу внимателно да учествуваме во овој период, се со цел да ја вратиме до вербата на младите, дека може да се живее во Република Македонија подобро, и се со крајна цел младите луѓе да ги интегрираме, да учествуваат во процесите, а тоа ќе го направиме доколку младите луѓе им веруваат на тие процеси. Нема да должам повеќе, само ќе констатирам и апелирам до сите млади луѓе да бидат активни, да учествуваат во се што оваа влада го прави, бидејќи навистина имаат и респонзивна влада, и респонзивно собрание, и респонзивен клуб на млади пратеници. Ви благодарам и не би должал повеќе.